Македонија бележи скок од 33 места на глобалниот индекс за слобода на медиумите на Репортери без граници. Годинава земјава се наоѓа на 57-то место во споредба од лани, кога го зазеде 90-то место. Сепак и покрај подобрувањето на македонскиот новинарски пейсаж, стапката на неказнивост за нападите врз медиумските работници останува многу висока. 25 минути истражува кои се слабостите во медиумската сфера, зошто примањата на новинарите се ниски, но и тоа како треба да се подобри довербата во јавните гласила во земја, додека новинарите континуирано се напаѓаат. Медиумите воглавно се гледа како на организации кои имаат две главни функции. Една е да ја разградуваат моќта и втора да ја воспоставуваат моќта. Поради пукнатините што ги има насекаде низ медиумската сфера, како негрижата за медиумскиот плурализам, зависноста од бизнисот и политиката, но и експонирањето на културата на нетранспарентност, овие две функции недоволно функционираат во земјава. Колку и да има, да речеме, придвижување нагоре во делот на слободата на говорот и на мислата во Македонија, остануваат системски прашања и проблеми кои што можат да направат еден свич, пресврт во било кој момент и на начин кој што исто така може да биде страшен како што порано тоа се случувало. Зошто е тоа така? Затоа што како што поставивте во прашањето што ја дефинира слободата, слободата не ја дефинираат само ранг листите, ниту ја дефинира само слободата или демократскиот капацитет одреден во тој момент во општеството, туку пред се ја дефинира независноста, вистинската независност на медиумите, финансиската независност на медиумите, самостојноста во уредувачките и во новинарските политики. Тоа е нешто што сега горе-долу постои, меѓутоа во делот на финансиската независност ние се уште не можеме да кажеме дека имаме спремни и подготвени медиуми да се борат на пазарот. Причини има повеќе за тоа, пазарот е мал, тоа го знаеме, медиуми има многу и во еден таков неатрактивен пазар често пати се соочуваме и со недоволен квалитет, што влијае поднатаму и на гледаноста и на рейтинзите на учесниците во медиумскиот пазар. Економскиот индикатор е важен сегмент за развој на слободата на јавните гласила, посочува Теодора Цветковска од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Да го споменам извештајот на Репортери без граници, оно е скок на Македонија за 33 места. Овој пат се користи нова методологија која користи 5 индикатори, тука би го споменала токму економскиот, кој сметам дека за нас како држава е многу важен, затоа што во него се вели во оној дел каде што се мереле параметрите и каде што се согледувала ситуацијата, се вели дека се уште новинарите во една редакција не се економски независни, трпат секакви притисоци од работодавачите, но и од надворешни фактори, а од друга страна, онаму каде што може да се нотира квалитетно новинарство, тоа е сепак со помош на странски грантови, со помош на меѓународни фактори, што секако е добро, но како што е нотирано во извештајот, не дава простор за некаков глобален развој на новинарството и резултатите се добри, се подобруваат, но секако дека има простор се уште за работа. Еден од главните работи се токму таа економска и социјална стабилност на новинарите, медиумските работници. Чадиковски вели дека спрегата меѓу политиката и бизнисот ја поттикнува поларизацијата на медиумите. Сите овие 30 години се создаваше тој полигамен брак, јас велам, меѓу политиката, бизнисот и медиумите и на некој начин се создадува едни врски кои што навидом изгледаат нераскинливи, особено меѓу моќните и големите медиуми и политиката. И токму заради тоа сега македонското новинарство генерално живее и вирее преку овие по мали редакции, по значајни, кои што се мали, но се значајни по својот квалитет и по обемот или квалитетот на својата работа во делот на истражувањата, едукативни или други образовни програми. Меѓутоа, прашањето така поставено со едноставен одговор би било тоа треба да биде процес на кој што треба да работиме сите заедно, пред се во насока на создавање и креирање на пазар кој што ќе овозможи вистинско пазарно функционирање на медиумите без трка по кликови, гледачи со кликбейт новинарство, кликбейт телевизиско новинарство или кликбейт печатено новинарство.
Социоекономската сигурност е во директна корелација со слободата на изразување на медиумските работници и работењето без цензура и автоцензура, велат од ССНМ. Дури 62% од новинарите, медиумските работници во нашите медиуми зимаат плата што е подпросечната. Тука најмногу погодени се токму младите новинари, медиумските работници, односно луѓето од 18 до 35 години, што по нашите истражувања се и најмногу бројни. Тоа не е најголемиот проблем, затоа што се бележи со тек на време во самиот стаж, можеби некој пораст на платите, но тие имаат и нерегулиран работен статус, односно договори што се наопределено на 3 месеци, на 6 месеци. Многумина во оваа цела економска криза на пандемија известуваат и работат без здравствено осигурување. Цветковска прецизно ги детектира и слабостите околу родовата застапеност во јавните гласила, сајбербулингот и мобингот кој се прави врз новинарките. Иако изгледа дека е женска професија, има и главни уреднички во медиумите, сепак кога станува збор за собственичките структури и оние кои ги носат политиките и оние кои одлучуваат за жените во еден медиум, се мажите. Не постои толкав јас помеѓу платите, колку што онаа најголема спрега е токму моментот на одлучување. Ние имаме микрофон, имаме глас да зборуваме, но кога треба клучните работи да се одлучат и да се донесат, сепак на крај тоа се мажите кои ги носат одлуките. Повеќе мислам дека доколку станува збор за каде се жените загрозени, иако се и во овој дел загрозени, е токму безбедноста на новинарките. Иако можеби намалени се и во оној регистар нападите врз жените новинарки, оние кои се случиле на терани во живо, но оној целиот булинг и закани по живот, кои честопат институциите не ги сваќаат за сериозни, еден куп ги читаме, па јас самата лично во мојот инбокс на Facebook, се стануваат се поопасни и се побројни, иако на некој му се чини дека тоа е само профила, за тој профил не стои човек кој утре можеби на улица ќе ни направи нешто. Лично како и Цветковска и Чадиковски од ЗНМ ја критикува немоста на институциите околу слабото санкционирање на нападите врз медиумските работници. Собранието веднаш да ги усвои измените кои што се поднесени на инсистирање на ЗНМ и синдикатот во Министерството за правда, со што нападите врз новинарите ќе бидат сметани како напади врз службени лица. Премногу долго трае овој процес, ова политичко жонглирање во собранието околу тоа треба или не треба, дури не верувам дека некој има нешто против, меѓутоа заради политичките кавги во собранието не смееме да дозволиме новинарите и натаму да бидат жртви на напади, дали се тоа физички или онлайн напади, било какви, сите тие влијаат потенцијално на слободата на говорот, ја поттикнуваат автоцензурата. Првиот човек на ЗНМ, Чадиковски и Цветковска, сметаат дека професионализмот во новинарството и разбудената јавност се клучни за постоењето функционална демократија. Ние, новинарите, треба да работиме на нашата дополнителна професионализација, но да ги прифатиме и предизвиците што ги носи новото време, што ги носи дигитализацијата и да можеме да го компонираме нашето новинарство заедно со новите техники, технологии и дигитализации кои што следат. Значи, ние не можеме да останеме неми наблюдувачи на она што се случува во светот и да тераме по стариот терк. Мораме да го менуваме новинарството, но не во стандардите и во етиката, туку повеќе во делот на технолошкиот процес на создавањето на вести и дезинформации. Институциите во оваа држава најмногу потфрлаат кога се работи за решавање на прашањата поврзани со медиумската сфера и воопшто создавање на систем и амбиент на функционирање на медиумите. Се работи за низа прашања кои бараат сериозен третман од страна на државата и всушност покажуваат како државата гледа на медиумите во севкупното општествено милје. Додека во западните демократии новинарите се чувари на демократијата, во земјава постои коалиција и пакт меѓу политиката, бизнисот и медиумите. Арсовски на сајтот на владата има една вест, реакција 91 советник и соработници на поранешниот премиер Груевски чинеле најмалку 1,73 милиони евра годишно.
со објаснување дека владата на Република Македонија ги следи принципите на отвореност, транспарентност и отчетност. Овие се однесува на советниците на ЗАЕФ, дека се транспарентни и отчетни, и тие дека се јавно објавени на официјалната веб страница, каде може да се кликне за советниците на ЗАЕФ. Но тука пишува страницата не е пронајдена. Оние советници кои се однесуваат на ЗАЕФ, не може да биде пронајдена таа страница, ниту пак колку тие биле платени, како и не може да се види кои се советниците на Ковачевски и која е нивната плата. Може би може, и би сакала да добијам одговор, предпоставувам дека советниците и платата нивна ја има на владата, на сегашниот сајт на Ковачевски, но не може да биде пронајдена. Значи, говориме за отчетност и транспарентност. Така. Делот, чисто за да биде појасно, делот податоците може би недостасуваат бидејќи се ажурираат, бидејќи се во меѓувреме се случи промена, нели, во дел од ресорите и паралелно и се прават некои технички зафати во редизајнирање на сајтот, така што можно е да некои податоци да ги нема. Ако мислите на советниците на сегашниот премиер, би требало да ги има цел органограм, знам дека имаше поставено, кога ќе кликнете на името болдираното на Ковачевски, еве отидов јас и на канцеларијата на председателот отидов. Така. Следува Мартин Попов, шеф на кабинетот, потоа законите за слободен пристап на информации и многу документи. И под органограм на КПВРСМ се советниците со тоа што се информациите кои што ги барате. Правилник за внатрешна под работа. листа на информации од јавен карактер, долу е правилник и така натаму. И тука се стави. стави. Кога кликнувам има правилник. Кај органограм. Да, добро. И тука треба да ги има имињата, како се, кога ќе кликате на секој од овие линкови, има има сектори. Така. Но имиња не гледам или може би на секој кога ќе кликнете се појавуваат. Добро. Државен советник за правни прашања, каде да кликнам? Сектор за односи, кликам секаде нема. Би требало да е интерактивен овој органограм. Не, нема. Ако се кликне нема, и тоа е... Само момент. Добро. Сега на десктоп верзијата знам дека беше интерактивно, овде мобилната верзија може да не е, ама еве да проверам само уште на едно место, само да проверам. Добро. Не е многу прегледан сајтот. Знаете како, ова е жива материја и секоја сугестија е добре дојдена. Добро. Првично беше максимално да биде отворена владата во смисла на сите информации кои што некогаш беа државна тајна и навистина и се крие од јавноста. Но и сега не може да се се најде ништо. промени. Арсовски, ништо сега пак не може да се најде. И кликањето кај ЗАЕФ, таа страница за која говорев, е невозможно да се најде. Ви велам, можно е да во меѓувреме да се ажурираат некои податоци, паралелно и се редизајнира сајтот, така што можно е да недостасуваат во моментов, меѓутоа знам многу пати досега кога праќале прашања, сме им праќале само линкови на вашите колеги новинари за да ги со локации точно за да не кликаат вака неколку пати. Меѓутоа ова е верувате толку сложено структура сама по себе за да се симплифицира на тој начин да може однеднаш прегледно да се гледаат сите податоци е навистина невозможно и затоа постојат неколку чекори, меѓутоа се согласувам, во право сте, може би треба да се размисли, еве, нема зошто да не се прифати забелешката, да се дополнително да се поедностави патеката до одреден подам. Патеката за Груевски и практично злоупотреба на парите, тоа се станува збор за 1,73 милиони евра, тоа се пари на граѓаните, со големи букви напишено, стои и може многу лесно да се најде, но не, премиерите на СДСМ
еве не може да се најдат тие работи. Ма Добро. тие не се нешто, да речеме, необјавени или не биле познати во јавноста, па сега да се кријат или... Ви кажувам, веројатно е причината ажурирање и еве дозволете ќе проверам уште веднаш што се вели за еве да нема ваква забелешка. Добро. Се прифаќа, да. Да. Забелешките на моите колеги новинари се однесуваат најмногу на транспарентноста на владата, кога станува збор, нели, а тоа е многу врзано со слободата на медиумите. Транспарентност во смисол на пресконференции. Многу ретко се одржуваат пресконференции. Еве, премиерот Ковачевски немал пресконференција, не сме можеле да видиме дека одржал пресконференција, но и многу министри. Потоа и што се несува и до дебати, барања за дебати, да учествуваат министрите. Многу ретки се тие министри кои најмногу се економските и Бујар Османи е прилично транспарентен. И комуникацијата исто така со портпаролите. Душко Арцовски и Мухамед Хоџа можат во секое време да бидат достапни до новинарите. Значи, такви поплаки не сум слушнала од моите колеги, но останатите портпароли можеби се прилично недостапни. Не можеби, туку се многу од нив недостапни. Јас можам да зборувам за овој себе. делот кај што сум тука, кај што имам влијание, кај што навистина со сето срце, цело време, 24 часа сме на располагање на и заедно со колегата Хоџа на јавноста на вашите колеги. Она што е важно е да се знае дека ние се координираме со сите портпароли, значи имаме редовна комуникација, разменуваме информации, секој си е сепак единица за себе и си одговара и си има свој систем на некој начин на координација на одговорите и така натаму. И сега не можам поединечно за секого, навистина немам увид, меѓутоа знам, барем до мене не дошло ваков тип на поплака, или па, не знам, може би во истовремено и таму и тука праќале прашања, па сме ги одговарале заедно. Во секој случај, намерата е максимално брзо, почитуваме термини, вести за телевизија и така натаму, сето тоа да оди многу побрзо. Јас мислам дека успеваме, што се однесува, можам да зборувам за овој нашиот дел. За себе можете да говорите. Добро, а зошто не се одржуваат пресконференции во владата? Еве, премиерот Ковачевски немал пресконференција. Не би се согласил дека не. Јас модерирав, не знам, пред, да речеме, многу е динамична агендата меѓународна последно време и многу почесто е и надвор. Меѓутоа, независно од тоа, значи, кога има што да соопшти премиерот, кога е нешто важно на седница донесено, се појавувал. И не е баш така дека е. Од друга страна е достапен за изјави. Многу често е... Не за изјави, за една пресконференција на која ќе поставуваат прашања сега новинарите. форма е во прашање. Добро. Форма која... Истото и на изјавите, да речеме, се одговараат прашања. Меѓутоа нема некаква посебна причина, тоа е според проценка, според одреден комуникацијски план и ве велам, зависно многу од агендата, колку е често надвор, колку е присутен тука за да може да одговара на прашања. Меѓутоа, знаете која е практиката на западните демократи да се има пресконференција. Се сеќавате на пресконференциите на Венко Филипч. Значи, се едно што беше ковид пандемија, тоа беше пример за транспарентност и отчетност. Па, ви велам, нема некоја посебна причина. Портпаролите држат пресконференција, да речеме, пред 2017 не беше замисливо да имаат неделна пресконференција, да одговараат на секакви прашања. Значи, транспарентност и на таков начин, ако сакате, се изразува. Дали е премиерот, дали е... функционерите. Премиерот е секогаш присутен на терен и не гледам дека не одговорил на некакви прашања или дека не се појавува. Но на терен е друго, а во владата е друго. Еве ви кажувам, нема посебна причина. Добро. Еве сега еден пример за непостоење на пресконференција на 100 дена отчетност на владата. Вие знаете како изгледаше таа 100 дена отчетност, се славеше, но немаше прашања новинарски воопшто, не беше дозволено да се поставуваат новинарски прашања. Секој од министрите одговараше, микрофонот одеше од еден министер на друг, беа сублимирани прашањата, беа поставувани преку имейл и потоа беа избрани прашањата, не беше кажано од кого биле тие прашања,
кои новинари ги поставиле, во кои медиуми тие работат. Една не секојдневна слика за транспарентност и отчетност на владата. Тоа е направено од причина за да не трае настанот до недоглед, затоа што сепак се многу луѓе на сцена, сепак мора да има почеток и крај и да се вклопат агендите на секој поединечно во тој ден. Да. И првично и добија покана медиумите и беше најавено. Но не беше дозволено поставување прашања. Беше, знаете како, од практична причина. Значи, многу често се поклопуваат прашањата, знаете и сами, на пресконференции, често колегите новинари имаат исти прашања. Идејата беше да се направат како кластери кои што се однесуваат на одредена област со нормално прашањата кои што гравитираат кон таа област. Еве можело да биде избран само премиерот да одговара на прашањата. За отчетност на новинари кои би биле присутни на настав. Планот беше тој, не беше ускратена можноста, беа пратени прашањата од новинарите. Не пратени, значи во живо да бидат поставени прашања. Еве ви кажувам од која причина. Чисто од практична причина, тоа да биде постегнато, да може да се стигне и на други места каде што дента имале агенда присутните на настанот и тоа да не трае беше прилично долго. критикувано. Арсовски, тоа го знаете добро. Да не се присутни во јавност, да не се достапни за изјави функционерите, навистина може би еве да се согласиме со тоа. Меѓутоа постои една максимална отвореност и присутност, присутност и на премиерот и на другите функционери во 100 дена славење на јавност. владата, 100 дена славење на владата без поставување на новинарски прашања. Ви велам, прашањата беа поставени на начин на кој што Вие одбравте, не новинарите. Тие се истите прашања кои што се пристигнати од новинарите. Ама тоа вие велите, Арсовски, вие велите. Па тоа беше и нагласено и во најавата, тоа беше познато однапред, не беше ништо. И вие така сте не беше ништо избрале. тајно. Од практична причина ви велам. Прашате ли новинарите дали така треба да изгледаат 100 дена влада? Или вие одлучивте? Сега, за организација на настан, зошто би ги прашувале? Мислам, тоа е настан како и секој друг, на кој што избор. легитимно право да, заради практични причини, никаква друга причина. Инаку, достапноста е... Заради транспарентни причини, може ли наместо за практични причини? Транспарентноста се мери на многу други начини, ова е многу мал сегмент. Транспарентност и отворени финансии, нешто што не беше замисливо пред 2017, кога имавме, знаете како, уредување вести, репресија и така натаму. Отворени финансии го отворивме претходно сајтот на владата, немаше... Не, зборувам за отворени финансии за буџетските трошења. Посебна платформа... Еве буџетските трошења... Ова е влада. Ви велам за за јавните набавки, за сите други трошења од државни институции, од државни пари, се во реал тајм, во реално време, може да се проверат и што беше незамисливо. Имате ли време да ги провериме? Ајде одете на буџетски трошења да видиме дали се апдейтираат буџетските трошења. Каде може да се најдат? Open Finances тоа е врзан систем и не може да не се апдейтира затоа што е во реално време, тоа ви велам. Значи секоја институција како распишува, односно објавува оглас за тендер или како веќе стручно се вели тоа, автоматски трошењата на функционерите каде може да се најдат? Тоа е посебно. Значи, овде зборуваме за Open Finance за нешто што порано беше државна тајна, како се трошат парите. Ова е за сите буџетски трошења на едно место. Трошењата на функционерите е посебна алатка за транспарентност. Одиме на тоа. Која што не се ли во буџетски трошења тие? Па се, меѓутоа тоа се посебна алатка, ова е една алатка. Добро, зошто тие не се апдейтираат? Последно колку што знам се прибираат податоци, значи тоа се обемни, знаете колку материјали се. Не, има. Ако отворите на сајтот отворена влада, еве вака сега, повторно ќе се вратиме на сајтот vlada.mk, во делот на отворена влада постои алатка за отчетност на трошоците на носители на јавни функции. Да. Само да видам. Каде што по години, месеци, еве гледате, тука 2021, значи со почетокот на мандатот на оваа влада, податоците се прибираат и ќе бидат објавени. Тоа е. Значи со крајот на 2021 има се. 2022 мај е сега. Затоа велам,
се прибираат податоци, 100 дена влада, Па не, вие рековте се апдейтираат постојано. Се ажури, не, зборувам за Open Finance, тоа е сосема друго, тоа е во реално време. Ама зошто ги што бирате едно може да се Тоа е техничко решение. Тоа е техничко решение кое што е проект Open Finance, отворени финансии. Ова е сосема друга алатка која што Па е едно каква алатка е, идејата е да се биде транспарентен и на сите начини. Токму тоа ви велам, затоа е транспарентен. Процесот исти е начинот, само што овде на отворена влада имаме увид за тоа што трошат функционерите. Таму се сите буџетски трошења за тендери, за јавни набавки и така натаму. Чисто за да не за да направиме разлика, дистинкција. Да направивме разлика од 2020 ни се ставени. Значи се ажурираат податоците. Благодарам за овој разговор. Ви благодарам.